Драги браќа и сестри, еве по повод 50 години од обновувањето на древната Охридска архиепископија во лицето на нашата света Македонска православна црква, ние надлежниот архиереј на Повардарската епархија, кој од Бога ја испроси, донесовме одлука по овој голем јубилеј на нашата света црква во овој храм, храмот на Мајката Божја, црквата во која се поклонуваме, пееме и го славиме Господа од длабочината на нашите души, црквата која ме собира да не заштити, да не закрили, да не умудри, да не обескради, да ни даде милосрдие, смирение, трпение и љубов. Црквата во која и овој наш драг брат, отецот Борислав, богослужи, стои пред престолот на Мајка на Всевишниот Спасител на Господ Исус Христос, ја принесува безкрвната жртва на Господа за спасение на нашиот македонски род. Отец Борче е 12 години свештеник, администратор на Повардарската епархија и секретар 2-3 години и повеќе, ѓакон 1 година. Одлучивме да и оден од постарите свештеници во ова наместништво да го произведеме во проторејски чин, затоа што неговата трудолюбивост, неговата љубов први кон Бога, кон црквата македонска, кон црквата вселенска и кон својот македонски народ ни дадова за право да ова унапредување го направиме на оваа божествена литургија, кога веќе духовно почнуваме да се припремаме за великденските големите пости. Ова е првата недела, неделата посветена на Митевот и Фарисеот, кога веќе од денеска почнуваме духовно, запамтете што велам, духовно да се припремаме. А после прочка, после месопустната недела, кога доаѓа, значи после 3 недели, веќе почнуваме покрај духовното и телесното постење почнува. Што значи во една црква малецка, каде двајца влегуваат во црквата многу одамна, а Бог од своето пребивалиште ги гледа и ги слуша кој како се моли. Едниот студира во гради дека е многу праведен, а другиот се плаши да ги подигне и очите кон небото, па вели само: Боже, очисти ме грешниот и помилуј ме. Боже, биди милостив на мене грешниот и помилуј ме. Боже, биди милостив на мене грешниот и помилуј ме. Токму од таа причина, од тоа милосрдие кој го има Отец Борче и кој постојано пред престолот со овие зборови се поклонува и го измолува од Господа молитви за него и за неговото патство кое му е подарено од Господа, за да раководи со него, а и општо за целиот наш македонски род. Друго, тој еден од преведувачите на поголем број книги кои се во издание на нашата
pravoslavna mitropolija Bovardarska, oni koji se ljubitelji na čitanju, to je koja svaka knjigata i koji čita ogromno to delo stradanjata poslednite carevi na svetata ruska zemlja, Romanovi, to je njegovo delo, koji go prevede, to je prevod go pratimo isto na ruski patrijarh, na ambasadi, ruska ambasada, ovdje kao naša ta zemlja i svi to oni koji si nabavila i pročitava i istorijska, i duhovna, i nacionalna knjiga. Ima i drugi knjigi za dušepolezni, psihološki, za sveštenstvo to i taka nataka, što znači učestvovalo na nadgledovanju na pravoslavna svetina, naše pisanje i drugi plodotvorni, umstveni, psihički i fizički napori koji se vložuva za da budeš dobar pastir, veren pastir koji bi ostalo 99 ovci, koji da da bara i na grbo svoj da donese u svoje stado, da vrati u svoje stado. Takvi pastiri, dragi moji, i treba na naša ta sveta makedonska crkva, za da go prosvetime, osvetime, umudrime, naši od makedonski narod, da ja soznajem istinata za svojata samobitnost, za svoje to nacionalno postojenje, za svoje ljubav makedonski jazik, koji sahva svega da mi go pokuša, da nečistite jazici, i za sve ona što ljubav ova sveta zemlja makedonska, rastelo se, rađalo se, čuvalo, a nije smetija koji treba da ga sačuvame, su našite generaciji. Zato velam deka na ova naša sveta makedonska zemlja, ova naša sveta makedonska crkva i treba sveti, osveteni, prosveteni, umudreni, česni, bogobojazljivi, maži, a takav maž je i naši brat, otec Borislav, koji je dneska po Božje otpuštenje, po Božja promisla, tokmo koga počuvame duhovno da se pripremame, razmisluvajući za naše to spasenje, sumot, časme u pekolo, časme u raju, za da gi vidime i dvete slučuvanja koji posle našeg osjeminuvanja od zemljata treba da se slučava. Mozor to tumot i srce to koga će gi upati neko rajski te naslediti, a se raduvat, no koga će gi upati neko pekolo, narod, kod nečistotijata, prljavštinata, kauta, večni otovan, togaš strašno se izmačuva. Tako postupujemo, ne verujte, deka Bog, Spasitelj naš Isus Hristos, će ne očisti, će ne prosveti i će mi podari carstvo nebesno za koje čezne sehva hristijanska duša. Neka na naš brat uzbočeno čestito, blagosloveno i od srce ova što ga kažahme, da ga ispolivo, da ga nosio, to se ga nosiše, no svega da ne se go zgorde, pa da prestane da bude dobar pastir naša sveta dobra makedonska crkva. Dostoj! Dostoj, dostoj, dostoj!